директоре, нека е со среќа. Успешен мандат посакувам. Многу патишта ни издржава да ви здрави. Правите убави патишта, подржава да почитува нашиот народ, нема што. Многу ни е драго. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван министер за транспорт и врски Благојче Бочварски, почитуван директоре на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Простеми, почитуван подпредседателе на владата Љупче Николовски, почитуван градоначалник на општина Крива Паланка Боријан Чомицевски, почитувани представници кои што се денеска со нас од компаниите Изведувач и Надзор, почитувани граѓани. Ви благодарам за присуството на денешниот увид на работните активности за комплетна реконструкција и проширување со трета лента на патот Крива Паланка ДВ Баир во должина од околу 13 километри до граничниот премин со Република Бугарија. Овој патен правец е најзначаен дел од коридорот 8, бидејќи представува најфреквентната линија во товарниот сообраќај кон и од соседна Бугарија. Дополнително е значаен заради регионалното поврзување и пограничната соработка помеѓу општините кои гравитираат во овој дел. Токму поради регионалното поврзување и соработка, како еден од најважните аспекти на интеграцијата во Европската Унија, модернизацијата на коридорот 8 е од огромна економска важност за нашата земја, а оттаму и наша стратешка определба. Целиот коридор 8 се реконструира. Патните правци се обновуваат и за година-две граѓаните ќе добијат целосно обновена модерна патна мрежа која поврзува нашата земја со соседна Бугарија и со соседна Албанија и обезбедуваме излез на две пристаништа, Бургас на Црното море и Драч на Јадранското море. Тоа ќе има позитивни ефекти врз поврзувањето на граѓаните од трите земји и врз унапредување на трговските и економските релации помеѓу компаниите. Дел од овој процес е и до изградбата на железницата на овој коридор, која е поделена на три делници: Куманово-Белјаковце, Белјаковце-Крива Паланка, Крива Паланка ДВ Баир. Инвестициите во инфраструктурата се исклучително важни бидејќи отвараат нови работни места, ја движат економијата напред и со тоа го подобруваат животниот стандард на секој граѓанин. И во воредни услови патиштата ширум нашата земја забрзано се градат, со почитување на сите безбедносни протоколи за заштита. Се во ова на среден и долг рок ќе влијае на економскиот развој. Ги модернизираме енергетските и транспортните коридори кои минуваат низ Северна Македонија, за да развиеме систем на превоз што ќе придонесе за зголемување на трговската размена во функција на подобрување на конкурентноста и развојот на економијата и комуникација со европските земји. Силно сме посветени на изградбата на крупните капитални проекти кои ќе донесат долгорочен бенефит за сегашните и за идните генерации. Благодарам.